Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Расправата за фудбалскиот клуб Пелистер со Советот ќе продолжи в петок. Казни за алкохол и брзо возење во Битола. Спречен обид за нелегално изнесување 100.000 евра преку Меджитлија. И светската телевизија Euronews информира со слика и тон за вчерашната тепачка во собранието. Одлуката за овластување која е потребна од Советот на општина Битола за да може да се склучи договор за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер, денеска се најде пред советниците во општина Битола. Многу расправа и дискусија. Одлучено е да се продолжи на продолжението на седницата закажано за в петок. Маја Богоевска. Советот на општина Битола денес расправаше за одлука за овластување на градоначалникот на општина Битола за склучување на договор за продажба на акциите во собственост на општината Битола во Друштвото за спортски дејности ФК Пелистер АД Битола со најповолниот понудувач во која ќе се утврди начинот на продажба согласно Законот за хартии од вредност. Опозицијата со забелешки на договорите. Членот 12, така, срамежливо, на мала врата, од сокаче, сака да ни провне на интересна работа, тој е концесионерство. Значи, со земањето на фудбалскиот клуб Пелистер, Цермат станува концесионер на без надомест, што е најинтересно. Значи, продавачот со денот на склучување на договорот му е отстапува на купувачот, потенциран, без надомест, целата расположлива инфраструктура. Ние не го правевме договорот, туку договорите се понудени до нас. Тука може би има и други моменти што не се спомнати, што може би некој друг ќе ги спомни. Нема проблем. Сигурно има такви моменти. Сигурно дека треба да има дилеми, но не само дилеми и да ни кажете дека ова е неприфатливо затоа што ние мислиме дека е неприфатливо. Добро, што е прифатливо? Сугерирајте вие или на едниот, или на другиот, или на двајцата, што да има во договорот. Јас ќе кажам, извинете луѓе, вие кажавте, ама Советот гледајте што бара. Значи, бара не на 30 години, например. Советот бара не толку општината да финансира. Зошто би давала општината, до сега даваше 9, сега барате, не знам, 8, па со компензација и така натаму и така натаму. Опозицијата изрази сомнеши за еден од купувачите. Дојдовме со знание дека Гаврил е собственик, како што и вие кажавте, на фудбалски клуб. Значи во Латвија собственик на фудбалски клуб кој се надпреварува, мислам, во првата латвиска лига и е после на табелата во Латвија. Два играл не знам колку пати, еднаш успел да победи, 25 пати да изгуби, 4 пати да игра нерешено. И то со резултати за сите што малци разбираат фудбал, сомнителни до крај. Еве, ако не сте го знаеле, ова ви го кажувам. 0-8, 10-1, 6-1, што преведено во кладилничарски пари изнесуваат големи суми. Ако тој е сериозниот инвеститор кој дошол, јас ве убедувам дека тој не е сериозен инвеститор. Јас да ви кажам, не знам какво е минатото на тој што понудува. Не сум овластен да проверувам. Значи, ако има постапка, ќе провериме кој е човекот, дали има фирми, има, нема капитал, ќе достави банкарска гаранција, нема да достави банкарска гаранција. Во крајна линија луѓе има закони. Но вие, еве, знаете какво минато има. Сакам да чујам какво минато има. Еве, ние не знаеме. Значи, секој има право да се пријави на тендер, ама буквално секој. Можете и вие да се пријавите доколку имате можност и сакате, имате волја да го земите фудбалскиот клуб Пелистер. Паднаа и предлози. Не е наведено од која банка ќе ни донесе тој банкарска гаранција. Ќе донесе од некоја банка од Кајмански острови или не знам од каде. Значи, во договорот не го гледам. Тој е конкретен предлог што сакам да стои. Значи, во некој еден договор, ако вие денес бидете, се одважите и кажете дека ова одлука нема да помини, дека ќе носиме нова одлука на некој седна седница на Совет. Значи, тука не пишува од која банка ќе донесе гаранцијата. Ни е страв да не дојде општината Битола да плаќа далеку повеќе пари од тие што ги одделва сега за фудбалскиот клуб Пелистер. Јас мислам дека овде имаше неколку добри предлози. Значи, мислам дека ова што ќе го направиме, ако го направиме на крајот со овластувањето на градоначалникот да го потпише договорот, вие можете на некој начин, сега да не се сватиме погрешно, да го условите. Че ние би сакале да ја донесиме одлуката, но не можеме да се согласиме со тоа тој да носи било каква банкарска гаранција.
што сигурен сум за сите прифатливо. Да донеси банкарска гаранција во банка, ќе го формулираме, која што е во Република Македонија, која што нема никакви пречки, во случај да инвеститорот кој што нема да ги исполни условите од договорот, веднаш да се активира и да може да се наплати. Зошто а не? Дискусијата за пронаоѓање решение се разви меѓу советниците. Доколку дојде до раскинување на договорот со некој што ги има управувачкиот пакет или доминантниот, кој што е доминантен управител во АД Пелистер, сите обврски кои што ги потпишам, значи во врска со договори со фудбалери, со не знам лични обврски со други фирми или спонзори или обврски кон доверители така натаму, да не завршат на крајот на сметката на АД Пелистер. Предлагам забелешките од едната и од другата страна да влезат во договорот. Ние денеска нема да гласаме за договорот. Ние денеска ќе гласаме да го огласиме градоначалникот да преговара и понатака и да го продаде Пелистер. Меѓутоа договорот мора да го разгледате уште малку, затоа што вака како што е, има реперкусии по општина Битола, а уште повеќе по фудбалскиот клуб. Значи, со гласањето на оваа одлука, ние не можеме да ги менуваме договорите кои што се во составен дел на оваа одлука. Сето тоа што досега градоначалникот го кажуваше, паѓа во вода, затоа што правно одлуката која што мнозинството на Совет денеска ќе гласа за, кажува спротивно на тоа. Што вели господин Ковашевски, ќе му се даде можност на градоначалникот да преговара, а во член 3 од одлуката се вели оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Битола. И сега со објавувањето ќе влезе во сила и тоа дека ќе треба да се преговара. И ако не огласувањето влегува на сила. Да, огласувањето. А што преговарањето на градоначалникот? Дека ќе треба да го смени договорот и што во случај да претпоставиме дека нема ништо да се смени со договорот. Талевски додаде: Ако нема овластување, нема преговори. Ако има овластување, јас ќе го уважам ова што го разговараме и овие неколку точки ќе ги разговарам и ќе преговараме по тие точки со нив. Се надевам дека ќе ги прифатат, оти може да не ги прифатат, така? Може договорите да пропаднат. Ќе ти е добро, меѓутоа мене ова не ми одговара. После паузата која се направи, советниците одлучија расправата по оваа точка да продолжи в петок. Председателот на Собранието Трајко Велјановски на почетокот на денешната седница соопшти дека јавно се опоменети пратениците кои учествувале и го предизвикале вчерашниот инцидент за време на расправата на Комисијата за буџет. Денеска во Собранието имало координативен состанок меѓу пратеничките групи и тогаш е донесена одлуката за јавна опомена на пратениците од ДУИ и ДПА кои вчера се степаа во Собранието. Велјановски изрази жалење и потенцира дека тој ниту како пратеник, ниту како човек не можел да го прифати насилството како начин на пресметка. Тепачка изби кога претениците на ДПА Орхан Ибраими и Талал Џафери од ДУИ пожестока расправија и физички се пресмета. На тепачката и се приклучија сите, пошто обезбедувањето реагираше и ги раздвои. Во обид да ја смират ситуацијата, присутните на комисијата и обезбедувањето ги раздвоија претениците и беше прогласена пауза на седницата. А за вчерашниот настан во Собрание разбра цел свет. Светската телевизија за вести Euronews емитуваше видеоматеријал и информација за вчерашната тепачка во Собранието на Македонија. Вообичаено на кајронот во долниот дел на екранот на секоја вест ја пишува земјата од каде што доаѓа информацијата. За Euronews оваа вест за тепачката во Собранието на Македонија доаѓа откако се напишало фиром. А еве што ќе гледате во продолжение. Ана Јанкуловска победи на трката на штикли на широк сокак. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Битолчанка победи во традиционалната трка на штикли. Оперетата Слугинка господарка во рамките на Битфест. Нинџа желките доаѓаат во Битоло. Вечер голем концерт на нокаут на ракометното игралиште.
По 4 часа дискусија на седницата на Советот не беше донесена одлука со која му се дава властување на градоначалникот за склучување договор за продажба на ФК Пелистер. Дополнителни 3000 денари за хектар или околу 1 денар за килограм пшеница ќе добијат земјоделците кои обработуваат до 10 хектари површина. Новоизбраниот турски претседател Ердоган денес ќе изјави дека на идниот премиер Давид Оглу четврток ќе му го довери мандатот за формирање влада, а составот на новиот кабинет ќе се знае следниот ден. Француските власти формално отвори истрага за небрежност кон Кристин Лагард, шефицата на ММФ, испрашувана во врска со незината улога во доделување 400 милиони евра како надомест на бизнисменот Бернард Папи. Представници на ЕУ, Русија и Украина ќе се сретнат на 12 септември во Брисел, каде ќе разговараат за договорот за асоциација на Украина во Унијата. Малезиската полиција уапси 42 странски работници, најмногу со потекло од Непал, кои протестираат поради лошите услови за работа во фабрика за електронска опрема. Казни за брзо возење, истечена сообраќајна дозвола и управување на возило под дејство на алкохол. Секторот за внатрешни работи од Битола во текот на минатата недела на територијата која ја покрива спроведе 3 акцијски контроли, и тоа за откривање на возачи кои управуваат со возила во сообраќај на пат под дејство на алкохол, за непочитување на правилата за првенство на минување и за контрола на брзината на движење на возилата. При контролата за откривање на возачи кои управуваат со возила во сообраќај на пат под дејство на алкохол, контролирани се 221 возач, при што 155 возачи се подложени на проверка за присуство на алкохол во организмот со помош на апаратот Дрегер. Кај 21 возач констатирано е присуство на алкохол, за што се издадени 21 платен налог. Исто така при контролата констатирани се 11 други прекршоци на возачите, за кои се издадени 9 платни налози, 2 покани за наплата на глоба, а 3 возила се исклучени од сообраќај заради констатирана непродолженост на сообраќајната дозвола. При контролата за непочитување на правилата за првенство на минување, контролирани се 133 возила и кај 14 возила констатирано е неотстапување на првенство на минување, за што се издадени 14 платни налози. Исто така при контролата констатирани се 36 други прекршоци, за кои се издадени 17 покани за наплата на глоба и 17 платни налози, а 2 возачи се писмено предупредени. При контролата за контрола на брзината на движење на возилата контролирани се 218 возила и констатирани се 68 пречекорувања на брзината. Од ниво населено место констатирани се 47 пречекорувања, а 21 пречекорување надвор од населено место, за што се издадени 51 покана за наплата на глоба, 8 платни налози и 9 предупредени возачи. Исто така при контролата констатирани се 15 други прекршоци, за кои се издадени 5 покани за наплата на глоба и 10 платни налози. Царинските службеници на граничниот премин Меджитлија кај македонски државјанин заплениле околу $100,000 против прекршителот е поведена прекршочна постапка. Царинските службеници на граничниот премин Меджитлија денеска спречија обид за нелегално изнесување на $97,300 американски долари од државата. Имено утрово за излез од државата се пријавил автомобил со македонски регистарски таблички, управуван од македонски државјанин. На прашање на царинските службеници дали имаат нешто да пријават за царинска контрола, возачот и патниците одговориле дека немаат ништо за пријавување. Еден од патниците во возилото, македонски државјанин со иницијали ЈИ, изјавил дека со себе носи околу $1,000 за трошоци по пат. Поради сомневање во изјавата, била извршена контрола на возилото и на патниците. При тоа приличен претрес на патникот ЈИ во чанта која ја носел со себе, пронајдени се непријавени $100,000 американски долари. Согласно законот за девизно работење, $2,700 против вредност на €2,000, износ кој резидент слободно може да го изнесе од државата, му се вратени на прекршителот, додека остатокот од $97,300 е привремено задржан. Против прекршителот е поведена прекршочна постапка.
Министерството за внатрешни работи денеска објави оглас за вработување 50 лица со високо образование кои ќе бидат ангажирани на работни места во подрачните единици надвор од Скопје. Со огласот се бараат 7 извршители со завршено образование од областа на информатичката технологија, електроника, телекомуникација, автоматика или вештачка интелигенција, 4 од телекомуникации, 12 со завршен природно-математички факултет, од кои 10 насока хемија и биологија, а 20 насока физика, 1 со машински факултет, насока моторни возила, 8 со правен факултет, од кои 3 и со положен правосуден испит, 8 со завршен економски факултет, насока банкарство и јавни финансии и 10 извршители со завршен факултет за безбедност. Ќе биде извршена административна проверка на поднесената документација, писмено тестирање, стручен општообразовен тест, психолошки тест, интервју и здравствени прегледи. Селекцијата на кандидатите ќе се спроведува по пат на тестирање за нивната стручна оспособеност за делот во кој аплицирал. По спроведената селекција, избраните кандидати склучуваат договор за вработување во Министерството за внатрешни работи. По истекот на периодот за стручно оспособување, кандидатите ќе бидат распоредени на соодветни работни места во Министерството за внатрешни работи. Министерството за здравство изготви предлог закон за формирање слободна здравствена зона, проект предвиден да се реализира до 2017 година. Целта е привлекување на странски капитал за воведување на нови здравствени методи и постапки, зголемување на конкурентноста и вработувањето, како и зголемување на квалитетот на високо образовната понуда од областа на медицината. Така да, идејата е даваме поволности да дојдат, да изградат во Република Македонија и тука да се даваат здравствените услуги, затоа што ќе има поволности за многу мали давачки од аспект на данок и ослободување од данок и царина за медицински помагала, медицинска опрема, медицински потрошни материјали, што сериозно им го намалува трошокот на здравствената услуга и нормално им го зголемува профитот. Ана Јанкуловска од Битола победи на синоќешната трка на штикли во Битола. Имаше девојки од Скопје, Битола, Ресен и Велес. Организатор беше МКЦ Битола, а е дел од Битвес. Добро вечер, широк стокак. Добро вечер за најубавата улица во Република Македонија. Ова е празник. Добре дојдовте на сега веќе традиционалната трка на штикли или високи подпетници, така пишува во речникот, која се одржува по трети пат овде во Битола. Задачено! Сите сме тука! И треба штикли! Ана, па број 5, па број 3! Трета! Маја Апостолова од Скопје! Втора! Број 5! Александра Саботковска се извинува од Битола и прва Ана Јанкуловска Битола! Јас сум Ана Јанкуловска, прв пат учествувам на оваа трка. Забавно беше. Па секогаш ми представувало предизвик трчањето, ама трчање на високи подпетици никогаш не сум пробала, па сакав да пробам како е. Нокаут вечерва во Битола ќе го промовираат најновиот албум Нокаут 3 на ракометното игралиште од 21 часот. Телевизија. Синоќа бевте во Битола, гледавте како се надпреваруваат? Да, баш бевме присутни на настанот, многу интересно, брза газела. Секоја чест. Оваа вечер ќе има голем настан во Битола, на турнејата низ Македонија одлучивте и тука да го промовирате Нокаут 3 новиот албум. Зашто избравте Битола? Битола, еве и трети пат поред ние на ракометното игралиште. Минатите два пати многу добро поминавме, многу добар фидбек од публиката, голем инкам на народ, така да викаме Нокаут 3, трета среќа повторно во Битола. Нели? Битола ни е некако една од поомилените дестинации за концертни активности, така да нема битолчаните туку така да се отарасат од нас. Како ги чувствувате? Тука во најавата на самиот концерт велат многу љубов, возбуда, забава. Така ќе биде вечерва на ракометното? Па се надевам. Искрено од наша страна еве има голема енергија, голема желба да се представиме во најдобро светло пред битолската публика. Интересното е тоа што почнува во 9 часа, така да може и помладата публика да присуствува на настанот.
поради тоа што обично може и да биде после 12 во некој дискотека, ама тогаш веќе е за повозрастна публика. Така мислам дека ќе има од 7 до 77 години и сите фанови на Нокаут ќе може и да си го најдат и CD-то таму да си го купат, така да кој е за Нокаут нека повели вечерот. Оно што македонските пејачи често го упатуваат како критика или пак некои велат еве условно речено се жалат е битката со музиката која доаѓа од Балканот. Вие имате проблем? Тоа е веќе долга тема, ама мислам дека првиот состав на Нокаут пред 17 години кога се појави тој бранд со Ребека, да кажам, тој бранд на македонска поп музика, успеа малце да го оттргне тој турбофолк од Македонија, но еве сега после толку години за жал Вие како пејачи, како автори, што ве деморализираше, од што се откажавте? Па проблемот е во тоа што едноставно народот сака да иде на таква музика, сака да се опијани на тие песни, така да угостителите или менаџерите ги гледат цифрите на крај дека се поуспешни тие концерти, нели се работи за профит, така да лека по лека тој, да кажам, вирус на турбофол веќе е расширен. Во мое време, да кажам, беше едно место од 100 со таква музика, сега е едно место со добра музика со 99. Вие не сте размислили да пишувате некоја музика која многу почесто ќе се наоѓа на тоа мени кај што велиш во гостителските објекти? Па, ние не сме такви луѓе, јас не почитувам таква музика и не можам да го правам тоа што не знам да го правам. Едноставно не знам. Не ни ги знам ни имињата, не ме интересира. Мислам, нели, лошо е да се збори против колегите, пошто сепак сме колеги музичари, но јас би сакал моето дете да слуша колективна музика. Пишувате доста песни, освен што нели ги изведувате, една од нив нели е Каролина Гочева, битолчанка, малку за неја да позборуваме. Со Каролина работев многу одамна, пред 5-6-7-8 години, работевме на неколку сингла на незиниот албум и како со Пере заедно бевме автори на Од нас зависи, песната со која што Каролина се представи во Естонија на Евровизија. Тој е првиот, нели, 2 пати беше Каролина, првиот пат беше со нас. Зошто немаме успех на таа Евровизија? И тоа е широка тема, јас бев таму цело време присутен со Коко, тогаш беше шеф на делегација, малце ми стана појасни работите, еве на кратко, пошто заради времето, нели, треба да имаме исти шеф на делегација. И тој исти шеф на делегација треба да е квалитетен и му требат мандат да му се даде како и на сите останати. Значи не може он од една или две Евровизија ништо да направи. Мора да биде таму, да се упознае со сите шефови на делегации, 1 година, 2, 3, 4 и веќе од 5-та година да почне да има резултати. Не се прави ништо преку ноќ. Тоа е. Некој поставува дилемата да се учествува или да се откажеме. Како автор, како музичар, твое мислење? Да кажеме не на Европа? Зашто да не? Не. Нема зашто да не оди некој представник ке научи како прво тоа е феноменална организација. Е своевидна промоција за Македонија. Да, и кој ќе присуствува како автор или како изведувач на таа организација ќе има искуство повеќе во животот, ќе може да го во рамките на Македонија да го упражнава, како да кажам. Така да не е лошо да одиме, но еве, мојот совет е да има еден константен шеф и да му се даде мандат. Зашто ако отиде 1 година или 2, ништо не може да направи. Да кажам, од лобирање, организација на групи, малцинства од македонски малцинства низ целиот свет да се групираат, па тие да гласат, тие се финдите. Ова интервју не го посветуваме некои други прашања, важно ни да слушаме бидејќи не секој втор ден си во Битола. Пишувате песна, понашто е стимулирана или македонската влада за правење на македонска музика? Ние конкуриравме сега и не одбија. Ние не добивме, па се надеваме некоја следна прилика може и ќе добиеме. Не знам кои се критериумите, не знам. Ние денес го поставивме прашањето на фан страната на Тера. Повели подпиши ги овие албуми за тројца наши гледачи, односно ваши фанови, кои го даде одговор дека првиот ваш албум е Нокаут. Ние само да подсетиме во меѓувреме дека вечер од 21 на Ракометното игралиште, промоција на новиот албум, тоа е дел од вашата турнеја, претходно бевте во Крива Паланка. Во Крива Паланка на Џој фестивал, а сега во сабота сме во Кавадарци. Кавадарци на Гроздоберот. А следна дестинација ни е Ресен на Јаболкоберот.
Така да, чим има земјоделство, има и музика. Така излегува. Еве што донесува светот. Директните разговори Путин-Порошенко без напредок. И за други вести од светот по паузата, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали го користите бесплатниот железнички превоз? Да? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Председателите на Русија и на Украина Владимир Путин и Петро Порошенко на директните разговори по се изгледа не постигнале напредок за решавање на кризата во источна Украина. На нивната средба во Минск и претходеа разговори со председателите на Белорусија и Казахстан, како и со представници на Европската Унија. По разговорите во Минск, украинскиот председател Петро Порошенко изјави дека сите страни без исклучок ги поддржале мировните предлози на Киев за крај на борбите и оти наскоро ќе биде подготвена рамката за постигнување на таа цел. Порошенко додаде дека Украина се согласила со Русија да започнат консултации меѓу воените и граничните команданти на двете земји. Киев смета дека единствен начин за запирање на крвопролевањето и за стабилизацијата на регионот е формирање ефикасни гранични контроли. Одвоено, рускиот председател Владимир Путин изјави дека Русија ќе направи се за да го поддржи, како што рече, мировниот процес доколку започне. Сепак, според него, Киев треба повеќе да поработи со бунтовниците во источна Украина за создавање услови за прекин на огнот. За сега се почитува новата спогодба за прекин на огнот меѓу Израел и палестинските радикали во појасот Газа. Рано утринава израелската воена команда соопшти дека нема информации за прекршување на примирието, што влезе во сила синоќа во 19 часот по локално време. Хамас прогласи победа, иако има премалку работи со кои може да се пофали по една војна во која беа убиени 2143 палестинци, над 11.000 беа ранети и околу 100.000 останаа без домови. Од израелска страна има 64 жртви кај војниците и уште 6 мина цивили. Американскиот новинар кој речиси 2 години беше во заложништво во Сирија се врати во Соединетите Американски држави 2 дена откако Катар издействува негово ослободување. Американскиот новинар кој речиси 2 години беше во заложништво во Сирија се врати во САД 2 дена откако Катар издействува негово ослободување. Питер Тео Куртис, 45 години, на бостонскиот аеродром беше пречекан од неговата мајка. Длабоко сум погоден и немам зборови за сите луѓе кои дошле поради мене, странци, екипажот во авионот, а пред се моето семејство кое дојде да ме поздрави, посочи Куртис. Тој посебно се заблагодари на американската и на катарската влада кои работеа на неговото ослободување. Пожарот во древната Месенија на полуостровот Пелопонес во Јужна Грција и натаму беснее со сета своја жештина. Огнот е во близина на куќите на 4 населби и до археолошкиот комплекс во градот, а во меѓувреме се појави и ново жариште што уништува џбунести и шумски површини, пренесе Радио Атина. Поради пожарот вчера беа евакуирани жителите на 4 села. Огнот буквално минал на неколку метри од археолошкиот музеј во Месенија. Радиото јавува дека засега нема опасност пламените јазици да го зафатат и стариот манастир во реонот. Драматични 48 часа во водите на Медитеранот. Италијанските власти потврдија дека во обидите да стигнат до брегот на Сицилија се уздавиле најмалку 19 лица, додека крајбрежната служба успеала да спаси повеќе од 4000 имигранти од африканските земји. Само во текот на оваа година повеќе од 100.000 имигранти пристигнале во Италија, приселувајќи го министерот за внатрешни работи на оваа држава, Анџелино Алфано, да побера помош од Европската Унија за справување со кризата. Италија тврди дека месечно троши околу 9,5 милиони евра за засилување на воздушните и поморските патроли, започнати откако минатиот октомври во близина на островот Лампедуза се удавија повеќе од 360 имигранти. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа?
за времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера телевизија.